Добро вечер. Во нередна политичка анализа. Како што најавме во неделата, прв политички пораз на премиерот Христијан Мицкоски, тоа требаше да биде содржината или суштината на вечерашната политичка анализа, па во неделата имаше Facebook статус на Никола Груевски, каде што всушност потврди се она што говори изминатите неколку месеци, околу враќање, положба негова, што ќе се случува и така натаму, можно замешателство во политичките процеси во Република Македонија. Меѓутоа, за тие две теми подоле во нашата вонередна политичка анализа, на почетокот една сервисна информација. Од пред неколку дена, YouTube-от не информираше дека планира одредена корекција или одредено прилагодување на цените за услугите на membership на YouTube каналот Васко Евтов. Како што вели YouTube, односно како што вели Google, има можност да ги коригирам цените или има можност тие корекции на цените да важат само за новите членови или новите мемберси на YouTube каналот Васко Евтов. За вас кои сте стари, 1, 2, 3, некои повеќе од 3 години, ќе важат старите цени, за тие кои се нови ќе важат новите цени. Јас одлучив да не правам корекции, да бидат задржани цените и сега би сакал да го слушам вашиот став или вашето мислење кај Република Македонија или кај мемберсите од Република Македонија, кои се некаде 75, некои месеци 80% од вкупните приходи или вкупните членови на мембершип каналот Васко Евтов. Цената ќе се коригира за новите членови, не за вас кои сте стари членови, за новите членови некаде околу 160 од 150 на 160 денари. Кај сите кои се од странство, интересно, например, на второ место после Македонија се Соединетите Американски држави, па Германија, па Обединетото кралство, па не знам, Австралија, Шведска, Словенија и Австрија. Тоа се првите 9 држави. Кај сите ќе има намалување некаде за $1, например од 4,99 на 3,99 во Америка. Единствено кај Австралија ќе остане иста цена. Например, Австралија е најскапа цена, не сум знаел дека Австралија е најскапа цена, $5,99 за една месечна претплата. Тамо ќе остане иста цена. Во Америка, например, од 4,99 ќе се намали на 3,99. Во Швајцарија ќе има намалување за нови членови од 5,95 на 3,95. Од 49 шведски круни на 39 шведски круни ќе се намали и во Словенија и другите од 4,99 на 3,99. Јас оценив дека треба цените да се задржат, односно да бидат исти. Би сакал вие да ми напишете во коментари дали повеќе ви се исплаќа, да речеме вие кои сте од диаспората, нешто да се промени, тоа не може за едни да се промени, за други да не се промени, меѓутоа ајде да дојме до некој заеднички став, до некој заеднички заклучок. Јас сметам дека тие кои се нови членови треба да плаќаат коригирана цена. Ако сте од странство, ако ви се чини дека цената е повисока, не знам, од 4,99 на 3,99 или не знам вамо што е во Швајцарија за 20 швајцарски франци, тогаш ако имате некоја опција, отпишете се, па повторно запишете се, плаќате со помала цена, не знам дали тоа ќе може да има некое влијание или ќе ви се смета некое претходно членство, дали можете некој друг акаунт на Google да направите или не знам на Gmail и така натаму и така натаму. Значи, веројатно ќе добиете одредени информации. Вие кои сте стари членови, нема да има корекција на цената. Тие што ќе бидат нови членови ќе има некоја блага корекција. Во македонски услуги од 150 ќе се зголеми на 160 денари. Еднаш годишно не информираше YouTube-от, односно Google, дека сами ќе прават корекција или приспособување на цените на тој тип на услуги, таа цена која ние ја имаме одбрано, за инфлација, околности, економски прилики во Македонија и прилагодување на тие цени во светот на македонски услуги, така што тие се некои корекции. Во најголем дел држави во светот, ако сте нови членови, ќе имате намалување некаде за $1 или 20 швајцарски франци во Швајцарија, во Македонија 150 на 160 денари, тоа е нешто минимално, така што ако имате некои сугестии, би сакал да ми ги напишете, па ние ќе одговориме благовремено на се оно што вие го мислите и го размислувате. На почеток уште еднаш, нели, да кажеме, за некои 24 швајцарски франци е значајна ставка. Ако сте нови членови или нови мемберси на YouTube каналот Васко Евтов, ќе плаќате 24 на годишно ниво, 24 швајцарски франци помалку од тоа ако сте стари членови или стари мемберси на YouTube каналот Васко Евтов. Ако сте во Соединетите Американски држави, ќе плаќате $12. Така што ако тоа ви е значајна ставка или ви е битна ставка и во семеен буџет и во плаќање, вие можете да се отпишете, да направите нов акаунт
и повторно да се запишете на YouTube каналот или бидете мемберси на YouTube каналот Васко Ефтов. Мислам дека имаме коректна соработка со некој повеќе од 3 години, дека треба да имаме и понатаму една коректна соработка. 1 или 2 долари мене ништо битно или значајно не ми значат, а за вас може да се многу битна ставка во семејниот буџет. Во неделата Никола Груевски, значи само 2 часа пред емисијата во неделата или интервјуто со Давор Штерн, Никола Груевски пише во Facebook статус, 2 или 3 пати го објавува. На Facebook статусот кој му е најмногу читан има 11,4 илјади лајкови. Тоа е значајна бројка, знаете, 11,4 илјади лајкови. Луѓе кои ги поддржуваат ставовите на Никола Груевски. Луѓе или симпатизери во најголем дел на ВМРО-ДПМН, кои понатаму имаат добро или имаат одлично мислење за Никола Груевски. Луѓе кои се согласуваат со неговите ставови. Има еден став во неговиот Facebook статус, а е наменет на изјава на министерот за правда Игор Филков, кој се однесува на можна екстрадиција или враќање назад на Никола Груевски, собирање на одредени информации, праќање на тие информации до Унгарија или до новата унгарска влада на Петар Маџар, и како вели Никола Груевски, тој е зачуден дали се уште власта на Зоран Заев или режимот на Зоран Заев е на власт во Република Македонија. Видите, ти изборам Керко, сети се СНАО. Му се обраќа на министерот за правда Игор Филков. Гледате, Игор Филков всушност треба да ги соопштува овие непријатни информации, да каже одредени непријатни работи. Кога се враќа Артан Груби, тој излегува на пресконференција и има различен став во однос на судство, во однос на обвинителство, во однос на поголемиот дел од владата во Република Македонија. И тука и партијата Знам, а и менторот Бранко Царенковски веројатно сака да испратат одредена политичка порака. Сега тој собира одредени информации и врз база на тие информации треба да испрати допис до унгарската влада, до новата унгарска влада и да се влезе во процес на враќање на Никола Груевски. Па има изјава на Христијан Мицкоски кој вели дека во оној момент кога Никола Груевски ќе стапне на македонска територија, веднаш ќе биде испратен на отслужување на затворската казна, една тврда изјава на Христијан Мицкоски. Можеше да премолчи, можеше да не коментира, можеше дипломатски да одговори дека и тој е свесен за односите во судството, за тоа како се водени процесите кон Никола Груевски, меѓутоа тој одбра да има тврда изјава, да му порача Никола Груевски дека кога ќе се врати назад во Република Македонија, веднаш ќе биде испратен на топол оброк 3 пати на ден. Па имате изјава на министерот за правда Игор Филков, имате одговор на Никола Груевски. Никола Груевски е многу интелигентен политичар, многу паметен политичар. Тој не би се дозволил јавна конфронтација со премиерот Христијан Мицкоски, барем не во фаза кога барем навидом или појавно не може да го победи Христијан Мицкоски. Мицкоски е тука, премиер на влада, лидер на партијата, ги има безмалку сите алатки или средства во своји раце. Може да се пресмета со Никола Груевски. Никола Груевски треба да се врати. Знаете, со Далеченско од Будимпешта ви е тешко, можете да ги убедувате луѓето. Може би братучот од Сашо Мјалков е тука, па може тој нешто да направи или да искористи. Меѓутоа, паметен е Груевски, тешко би влегол во јавна конфронтација со Христијан Мицкоски, освен ако не мора. Ако мора или ако се дојде во една таква фаза, тогаш веројатно ќе има одредена политичка пресметка. Јас сметам дека тоа е неизбежно ќе дојде и дека само се одбира моментумот и од едната и од втората страна која ќе дојде, дали јавно, дали под маса или зад завесата, до одредена пресметка на структурите на Христијан Мицкоски и структурите на Никола Груевски. Но одбира да му испрати порака Игор Филков, а всушност да испрати порака до Христијан Мицкоски. Гледате суштината на пораката. Дали режимот на Зоран Заев се уште е власт, или тој има чувство дека режимот на Зоран Заев е се уште власт во Република Македонија. Знаете, ако ги анализирате сите процеси, обвинителство, судство, по одредени кампањи кои се водат против обвинителство и судство, а ги водат во најголем дел или луѓе на Никола Груевски, па Груевски ги презема нивните статуси или нивните изјави, па тој коментира на Facebook од Будимпешта, односно од Унгарија, се добија впечаток дека тие вршат перманентен притисок изминатите една и пол или 2 години врз Христијан Мицкоски да влезе во процес на промени во обвинителство, на промени во судство, Ленче Ристовска, кампања против СЕО, нели ние изминатите 3 или 4 месеци всушност имавме кампања дека за се во судството и обвинителство е виновно специјалното јавно обвинителство, кое е укинато пред 5 или пред 6 години и точно се гледаше ракописот
на Никола Груевски. Со оваа порака кон министерот за правда, гледате, порака, тој има чувство дека режимот на неомилениот режим на Зоран Заев е се уште на власт, значи испраќа порака дека не е расчистено во обвинителство, дека не е расчистено во судство, дека тој е жртва на тие два системи кои се нереформирани или нерасчистени и една еклатантна индиректна порака до Христијан Мицкоски дека тајно коалицира со Зоран Заев и дека одбира да коалицира со структурите на Зоран Заев за да се пресметува со Никола Груевски. Сума сумарум, една таква порака која не мора да биде денес ефектуирана, меѓутоа знаете да биде вложена како кредит и да биде авансирана за 1, 2 или за 3 години, навестува драматични пресметки во ВМРО-ското ткиво. Кога ќе дојдат тие пресметки? Во оној момент кога Христијан Мицкоски ќе биде се послаб или доволно слаб да биде поразен од Никола Груевски. Јас сега само ќе цитирам, да не испадне дека јас нешто додавам, па накалемувам, па наддавам и така натаму и така натаму. Како пишува Никола Груевски, гледајќи од страна, значи гледајќи од Будимпешта, воопшто не личи дека СДСМ на криминалецот Заев со неговата омраза и валкани методи си заминале од власт. Значи има омраза на Заев, но Груевски не гледа дека таа омраза е замината во историја, што ќе рече дека таа омраза продолжува кон него, чите значи ако омразата на Заев, а Заев комуницира со Мицкоски, дека и Мицкоски има омраза кон Никола Груевски и валканите методи, значи валканите методи кои ги користел Зоран Заев, ги користи сега и Христијан Мицкоски. Зошто? Бидејќи Мицкоски дава една еклатантна изјава дека ако се врати Никола Груевски, ќе заврши на топол оброк 3 пати на ден. До сега, од кога заминува Будимпешта, Никола Груевски немал потврда изјава, на вистина индиректна, на вистина во стилот ти зборам Керко, сети се снао, насочена кон Христијан Мицкоски. Се обидувал да балансира, дали поради ставовите на ИПП, дали поради ставовите на Виктор Орбан, да не се добие впечаток дека Никола Груевски сака да го руши Христијан Мицкоски, и во тој Facebook статус дури има една формулација каде што му се обраќа на министерот Игор Филков, кога е судскиот прогон кон Никола Груевски, Игор Филков бил член на СДСМ. Ите, која обланда, кој чадор го дава Никола Груевски на политичките процеси кои се случуваат денес во Република Македонија. И ако тоа го ставиме во еден контекст на најавена реконструкција на влада од страна на Христијан Мицкоски, тој најави некаде и за минатата година, па почетокот нова година, па некаква реконструкција во текот на светското првенство во фудбал, почетокот на летото или крајот на пролета во Република Македонија. Дали ќе се случи, јас не сум многу сигурен. Мицкоски во овие 2 години покажа дека нема капацитет да спроведе некакви процеси каде што мора да се замери со една, со втора, со трета страна, со одредени кланови, структури, фракции внатре во МРО-ДПМН, со коалициони партнери, така натаму и така натаму. Но ајде да претпоставиме дека може да дојде до одредена реконструкција. Игор Филков е една интересна политичка фигура, дел на пријателите или тој кичен круг околу Христијан Мицкоски е во исклучително пријателски, соседски или комшиски односи со Игор Филков. Кафетин коалицијата преку Никола Колевски, Колјо, правниот експерт во наводници или гуру на Кафетин коалицијата, е во исклучително блиски, другарски и пријателски односи со Игор Филков. Блиски релации со структури на Бранко Царенковски, еден од клучните играчи кои при некаква распределба на мок или прераспределба на мок скопското крило да го надвладее, да го надгласа Максим Димитриевски, Игор Филков се спомнуваше како потенцијален или можен кандидат за лидер на партијата. Знам, имал некакви операции во наводници во Косово, одредени опашки кои се влечат, многу незадоволство од неговото министерување. И ако се сеќавате, имаше една јавна расправа со Антонио Милошевски, кога го дефинираше како кусурот на Никола Груевски. Дали судските реформи се спроведот. Имаше јавен настап на една национална телевизија. Антонио Милошевски му врати министерот Игор Филков и тоа покажува дека тој е всушност играч кој може во еден момент да е продолжена рака не само на знаме на Бранко Царенковски, не само на олигархијата, туку и на Христијан Мицкоски работи, кој Христијан Мицкоски не би сакал јавно да ги кажи и кон Никола Груевски, и кон структурите на Никола Груевски, и пораки кон судството или обвинителството, кој всушност Мицкоски не би сакал да ги каже, ги кажуваше Игор Филков.
Но да се вратиме на поентата. Ако има реконструкција на влада и наречиме еден тешкаш од форматот на Панче Тошковски биде министер за правда, заре мислите дека Панче Тошковски, ако сака да гради и понатаму политичка кариера, би се дрзнал да побара враќање или екстрадиција на Никола Груевски, последен кој може, значи, или министер на знам, или министер на влен или на вреди, тешко може да се предпостави, ниту мали Џокица тоа не може да го замисли, министер за правда од редовите на ВМРО ДПМН, кој држи до себе, кој држи до своја политичка кариера, да влези во процес на барање од новата унгарска влада да биде вратен Никола Груевски назад во Република Македонија. Тој ќе си потпиши по наводници смртна политичка пресуда. Затоа имаме една трка со времето. Ако има реконструкција на влада, во наредните 30, 40, 50 дена, доека Игор Филков, министер за правда, мора да биде спроведена целата постапка. Гледате, таму има и благо атерирање, па ги коригира своите изјави, па ги дополнува, ги надграда своите изјави Игор Филков. Меѓутоа, ако ова влада размислува, се плаши во тој ВМРО-вски кампус да спроведе операција на враќање на Никола Груевски, тоа треба да биде направено во мандат на Игор Филков. Во оној момент, ако дојде до смена на Игор Филков, тогаш таа операција ќе биде ставена ад акта и тешко ќе може да биде реализирана или спроведена, освен на еден жесток притисок или во услови на жесток притисок на меѓународната заедница кон Христијан Мицкоски и неговата влада. И вториот дел на анализата. Прв политички пораз на Христијан Мицкоски како премиер на македонската влада. Многу мина веднаш ќе речат поразот на Виктор Орбан, па ќе се дестабилизира власта на Христијан Мицкоски, па ќе нема пари, па 1 милиарда долари или евра кредит, па тоа не е целосно реализирано, па сега најави дека 1 или 2 милиарди, се говори за 2 милиарди некаков турски кредит, некакви разговори, пакет аранжмани со Ердоган и така натаму, нема некоја официјална потврда дали се разговара или не се разговара на таа тема, дали ќе бидат инвестирани, дали ќе бидат вложени, кои се контруслуите кои ќе ги бара Реџеп Тајип Ердоган, значи тоа е се во зона на некои шпекулирања. Меѓутоа ние минатата недела бевме сведоци на првиот политички пораз на Христијан Мицкоски, сериозен политички пораз како премиер на македонската влада. А тоа е поразот на неговиот кандидат, господинот Дарко Данев, да биде избран за нов ректор, мандат, мислам 4 години, нов ректор на Скопскиот универзитет, колегиот факултет. Во еден свој подкаст на Сител телевизија, Христијан Мицкоски, нели во она лежерна комбинација, кој кажуваше како се бави со бизниси, како се бави со ова, како направил капитал за часовници и така натаму. Меѓу другите го спомна господинот Данев дека е негов близок пријател, дека заедно се дружат, може би одат и на некакви патувања, така натаму. И тој, иако е апсолутен фаворит, безмалку се прошета на сите национални радија, на сите национални телевизии, беше фаворизиран, беше поддржуван, сите очекува негова сигурна победа во таа ректорска трка и пораз на Христијан Мицкоски. И всушност, тој е пораз на Христијан Мицкоски не во ректорската трка, туку во сферата на високото образование во Република Македонија. Ако се вратиме 7 или 8 години назад, и ако почнеме да анализираме од каде почнува почетокот на крајот на Никола Груевски, ние тоа ќе да го дефинираме како доаѓањето на Џез Бејли, тогашниот или поранешен амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија, негова прекоманда од Турција во Република Македонија, па почетокот на шарена револуција, почетокот на крајот на Никола Груевски. Меѓутоа, суштината на почетокот на крајот на Никола Груевски е студентскиот пленум и студентските протести, кои всушност се поврзани со промените во законот или во сферата на високото образование. Преку Билјана Ванковска, преку Гордана Селјановска и студентскиот пленум или професорскиот пленум, Никола Груевски сакаше да има контрола на тој процес. Меѓутоа, ако вие дефинирате или ако ги погледнете тие фотографии или видео снимки како студентите шетаат по скопските улици, таму е маса 10, 15, 20 илјади студенти или приврзеници на студентите, и всушност првото клатење, позначајно клатење на власта на Никола Груевски беа тие студентски протести. И сега се поставува клучно прашањето: кој го натера Христијан Мицкоски или кој го турна Христијан Мицкоски да влези во сфера на решавање на високото образование, кој е минско поле за било која власт или за било кој премиер во Република Македонија,
Весна Јаневска, министар за образование, па се сеќавате како беше и свиркана во они или при оне нејзин настап на филозофскиот факултет, кој е еден или два дена после една огромна трагедија која се случува во Кочани. Па гледате колку се сензитивни професорите, иако многумина тоа ќе го дефинират како личен хир на премиерот, кој ве сака да им покаже на колегите, на професорите, колку е тој мокен, дека биле во грешка што доволно не го вреднували, доволно не го ценеле, дека кажувале одредени изјави, дека асистент на тато, па професор на тато, дека цела кариера му е врзана со неговиот татко, а тој нели сака да се прикаже во една грандиозна величина и колку нели тоа да го дефинираме како суета, како личен анимозитет, како личен пркос, желба и така натаму, некој го турна Христијан Мицковски во една неизвестна политичка авантура, иако Никола Груевски кој е и многу подобар, и многу повешт, и многу помокен политичар во споредба со Христијан Мицковски, излезе сериозно оштетен од секое чепкање во сферата на високото образование. Христијан Мицковски, значи, ако би бил на негово место, тога, знаете, ниту подразно не би влегол во сфера на чепкање во високото образование. Се сеќавате на она изјава при гостувањето на стадион на Канал 77 радио на Александар Николовски, кој вели дека во ваква констелација на односи со толку магистри и со толку доктори на науки, него би му било срам да каже дека е магистар или доктор на науки, кој ќе видите дека всушност одредена прогруевистичка, или антимицковистичка структура го турка Мицковски во некаква реформа на високото образование, на крајот на криштата, таа реформа во високото образование се ми се чини дека ќе биде не Потемкиново село, туку минско поле на Христијан Мицковски во втората фаза на неговиот прв премиерски мандат во Република Македонија. Видете, почитни гледачи, постои во наводници црвена буржуазија, која е најмногу присутна на Скопскиот универзитет. Михаил Данев е чичкото на Дарко Данев, кој е генерален секретар на Комунистичката партија на Македонија пред Петар Гошев и е против кандидат на Петар Гошев за лидер, наследник на Јаков Лазаревски, и тој треба да биде лидер на СДСМ или СКМ или СКМ ПДП, тамо во оној премин од цврс тежок комунизам кон повеќе партиски систем во Република Македонија, ги губи изборите Михаил Данев, значи чичкото на Дарко Данев од Петар Гошев. Таткото на Дарко Данев, Драги Данев, е последен комунистички ректор на Скопскиот универзитет. По таткова страна, негов близок роднина или прв братучет на неговите чичковци и неговиот татко, Анчевски е во два мандати ректор на Скопскиот универзитет. Министер за земјоделие Ефти Манчев е во исклучителна блиска роднинска релација со тоа семејство. Јован Павловски од страната на неговата сопруга Ана Данева е човекот кај кој завршуваат еден дел на архивата на Лазар Колишевски. Минатата година неговата сопруга Ана Данева беше кандидат, Павловска беше кандидат да биде председател на Уставниот суд на Република Македонија. Гледате, тоа не е црвена. Тоа е најцрвена буржуазија. И таа црвена буржуазија која се прикачува за Христијан Мицковски, нашо дете, нели, од електромашинскиот факултет, всушност е поразена на изборите. Се случува една револуција внатре, не само во структурите на образованието во Република Македонија, туку се случува револуција и во тоа водњанско, нашо дете, лоби и така натаму и така натаму. Така што со голем интерес ќе следам што ќе се случува во наредниот период, бејќи тоа секогаш е светилник или навестување на одредени политички процеси кои ќе се случуваат во Република Македонија. Така што сега во 7 дена, па безмалку во 3 или во 4 дена сконцентрирано, имате порака на Никола Груевски, испратена од Будимпешта, испратена до министер за правда, а всушност порака испратена до Христијан Мицковски. Кандидатот, гледате како беа попарени провладените медиуми, провладените портали. Па одеа тамо, мереа, велеа, Данев има повеќе гласови во споредба со актуелната идна ректорка на Скопскиот универзитет. Таа успеала да победи во некои универзитети, во некои институти и така натаму и така. Победила тамо и победила на начин кој бил пропишан со закон. Таа учествувала на тие избори под исти услови како што учествувал и Данев. Успеала да обезбеди доволно гласови или доволно мандати од факултетите и да може да победи на тие избори.
Гледате, тамо кај што е бастионот на ВМРО ДПМН, то се овие некои земјоделски шумарски факултети, каде што, гледате, за чудо работи братот на Никола Груевски, губи кандидатот на Христијан Мицкоски. И видите, ние можеме тоа да го толкуваме не еден, на втор, на трет, на петти, на десети начин, меѓутоа тамо кај што се бастионите на ВМРО ДПМН, каде што ВМРО ДПМН е победувал и при избори на нов ректор и при избори на студентски лидери кои се начело на Скопскиот универзитет, денес ВМРО ДПМН изгуби. Јас тоа не можам да го дефинирам поинаку, освен како порака до Христијан Мицкоски. Може да е тоа чисто универзитетска порака, еве сега професорите не се согласни со реформите во високо образование кои сака да ги наметне Христијан Мицкоски и тој да сака тоа да го дефинира како судир на новото и старото, тоа е нели новото, а новото значи дека Скопскиот универзитет не треба да биде таму на 1000-то или 2000-то место на таа шангдајска листа, бидејќи има неспособни професори кои не пишуваат трудови, кои не фаќаат чекор со времето, кои не прават апликација или апликативно образование да може да биде применливо во одредени индустријски и други комбинати или предпријатија. И старото, тоа се овие професори кои се спротивставуваат, јас тоа го сваќам и го разбирам како класична, како еклатантна политичка, две сериозни политички пораки во 3 или во 4 дена испратени до Христијан Мицкоски. Кандидатот негов не победува во трката за ректор на Скопски универзитет и една драматична порака на Никола Груевски. Дека тој има чувство дека гнасниот режим на Зоран Заев не е заминат од власт во Република Македонија. Кој е власт па Христијан Мицкоски? За тие кои се помалку изверзирани, Ефтив Манчев беше декан на земјоделски факултет и во една од првите две влади на Бранко Царенковски, тамо некаде почетокот на 90-те години, беше министар за земјоделие. 18 април СДСМ има едно свое соопштение. Во неколку анализи го споменувам тоа соопштение, во неколку интервјуа кажувам делови на тоа соопштение. Тоа соопштение се однесува на Black Cube, тоа е таа израелска компанија, која 2 пати руши влади во Романија, која беше фатена при одредени транге-франге операции во Словенија, да му помогне на Енес Јанша, па тајни средби во Загреб и така натаму, ангажирана од Виктор Орбан, и во соопштението на СДСМ ние разбираме дека припадници на таа компанија минатиот месец биле тука во Република Македонија, неодамна, како што е вела тимот на Black Cube, неодамна престојувал во Скопје и во еден ексклузивен хотел. Претпоставувате кој ексклузивен хотел во центарот на Скопје и на кој гол сака да пука СДСМ. Претпоставам хотел Мериот, претпоставам Сашо Мјалков, тоа не е потврдено. Тоа не значи дека се стетнале, туку само цитирам или го толком соопштението на СДСМ, дека во еден ексклузивен хотел имале состанок со заштитниците на криминалната група ВМРО ДПМН. На состанокот присуствувал еден бизнисмен, инаку многу близок на ВМРО ДПМН, кој треба да го финансира аранжманот на ова приватна израелска компанија. Сега СДСМ смета дека сите овие афери, вклучително и она афера со златната виза на Венко Филипче, се лажни афери кои се фабрикувани од ова компанија. Дека тоа го финансира еден приватен бизнисмен, или ние имавме една вондарна политичка анализа. Јас ви објаснов или изразив сомнеш дека одредени изборни разврски во Република Македонија, вклучително не последните, туку предпоследните локални избори 2021 година, се веројатно реализирани од ова компанија и дека еден поранешен лидер на опозицијата е фатен во одредени операции преку неговиот брат и неговиот братучет, пари префрлени во Дубај, плаќење марихуана или слични операции, и дека тоа било причина каде што му биле презентирани фактите, нешто слично на Катица Јанева, и тој се повлекува од лидерската или од политичката сцена. И понатаму сака да ја контролира таа политичка партија, тоа го прави на штета на таа политичка партија и после 2021 година, ако таа политичка партија беше сериозен фаворит на тие избори, и мислам дека Христијан Мицкоски го пишуваше своето писмо за простување од лидерската позиција во врвот на ВМРО ДПМН, на средба на тој приватен бизнисмен, кој беше, или мислам дека се уште на американската црна листа, кој беше на топол оброк 3 пати на ден, кој се договори со Вилма Русковска, плати некој 5-6 милиони долари или евра и на некој начин го амнестираш остатокот на својот капитал и на своето
финансиско, политичко и секако друго портфолио, се случува промена на чело на една сериозна политичка партија, таа ги губи не само тие, туку сите избори, Христијан Мицкоски доаѓа на власт. Меѓутоа сега СДСМ во мандат на Венко Филипче нас всушност ни покажува дека во наводници не бил документиран само лидерот кој си дал оставка, дека може бил документиран и овој лидер кој е сега на чело на таа политичка партија. И кога во таков еден контекст ќе поставите работите, кога тие знаат што правеле, имале немале визии, транге-франге операции, пари, трансакции, Дубај или не Дубај, тога знаете мора да измислите некаква бабарога и всушност имајќи ја мувата на главата од 2020-2021 година, и знаејќи што све може да визваат во јавноста, вие сега се сеќавате и велите има средба сега, минатиот месец. Не, дечки, документирани сте. Прво ви праќа порака Никола Груевски дека тајно коалицирате со Христијан Мицкоски, па праќа порака дека режимот на Зоран Заев не само што не е совладан и пратен во историјата, туку е на власт заедно со Христијан Мицкоски. И под број 3, ако сте документирани, не ве документира Христијан Мицкоски, ве документира некој кој всушност сака да го натера Христијан Мицкоски да расчисти со Струмичкиот клан. Тоа упатува дека во Република Македонија не чека, може би не толку бурно лето, но сигурна бурна есен. Дали ќе има предвремени избори, тоа не ги решава клучните проблеми. Клучните проблеми не се односите СДСМ, ВМРО, СДСМ, ВМРО, Левица. Клучните односи се внатре во структурите на ВМРО, дали Мицкоски ќе зависи од Груевски или ќе зависи од Зоран Заев. Ова беше нашата вечерашна анализа. Има една шпекулација кој минатиот вторник стигна до мене, неколку часа пред таа вонредна политичка анализа, дека може да се очекува конфликт внатре во безбедносните структури во врвот на ВМРО-ДПМН. Дека членови или самиот патриарх на таа безбедносна групација која се дефинирам како завиша филм, не добиле сертификат, безбедносен сертификат за да продолжат и понатаму да работат, дека го обвинуваат началството или првиот човек на Агенцијата за национална безбедност и дека ако не се договорат, ако не ги стишат, не ги спуштат страстите, можеме во наредниот период да очекуваме ескалација на афери, аферчиња, конфликти. Ако претходно беа на релација Бојан Христовски и Панче Тошковски, сега може да се вклучи по целата таа драмолетка и ова завиша филм групација. Ново дружење, недела и интервју адмирал Давор Домазет Лошо, нова вонредна политичка анализа со стари или со нови членови, со старо или ново ниво на членарина, вторник 2 часот и 30 минути, до тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.